Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве, како што ветив минатата недела и покрај тоа што уште не се чувствувам баш најдобро, сепак еве се обидувам да фатам ред со емисијава и да бидам редовен. Односно секоја недела во исто време и на исто место да се гледам. Исто така ви благодарам на многумина од вас што откако кажав дека не сум баш најсјаен со здравието ми пишавте и ми понудивте помош. Навистина благодарам. Како и да е. Еве стигнавме на половината од февруари, ден по празник. Повеќето млади синоќа го славеа Свети Валентин или денот на влюбените, а повеќето од нас, да речеме, кои сме по одминати години, си го одбележувавме Свети Трифон, познат како православниот празник на виното и лозјето. Воопшто немам намера да навлегувам во дебата кој празник требало да се слави. Кој што сака нека одбележува, мое на сите да ви честитам, без разлика дали ја славевте љубовта и пријателството или виното и лозјето. Нејсе, време е да се фатиме за работа. Имавме прилично бурна недела, но сметам дека најголемата тема која ни го одзема вниманието во изминативе 7 дена е марихуаната. Добар ден, денес заедно со претседателот на владата, со директорот на Бирото за јавна безбедност и со останатиот тим од Министерството за внатрешни работи, имаме прилика да ги видиме овие 40 тона конфискувани, првично одземени марихуана кои што ги најдовме во рамки на првичната фаза од истрагата која што е спроведена. Станува збор за марихуана која што е констатирана од страна на комисијата при Министерството за здравство дека е произведувана, складирана, чувана и така натаму надвор од оние утврдени протоколи врз основа на кои што требало да биде спроведена целокупната постапка. Значи незаконски е истата третирана од страна на фирмите од каде што беше одземена, така што истата ја складиравме привремено во рамки на простории на Министерството за внатрешни работи се со цел да биде искористена понатаму во рамки на доказната постапка. Продолжуваме со сите потребни активности во делот на истрагата која што ја водиме заедно со обвинителството за организиран криминал и со останатите обвинителства низ Македонија кои што беа вклучени во рамки на овој процес се превземаат сите оние потребни чекори за да може да ја утврдиме фактичката состојба и да го расветлиме овој случај. Нажалост, оние последици од минатото на негрижа и катастрофален однос како во делот на повеќе сектори, така и во овој дел денеска предизвикуваат екстремно огромни штетни последици кои што секако дека ќе биде и како предизвик за да ги решиме како настанати незаконити случаи, но во соработка со сите останати институции и во соработка со сите надлежни комисии и инспекции, сметам дека во еден разумен временски период во наредниот период ќе делуваме соодветно за да можеме да го отстраниме сето ова незаконито произведена дрога која што крајна цел секој било или македонските улици или улиците низ Европа. Благодарам. Почитувана македонска јавност, ова што позади мене можете да го забележите е дел од оние 40 тона на цветот канабис, нешто кое што представува резултат на едни погрешни политики на едно време кои што не би сакале никогаш да се повторат, нити да се случат уште еднаш. Очекувам дека денес на седницата на влада ќе се донесе одлука со која што ќе се формира комисија и тим, која што ќе влезе во повеќе правни лица, ќе го испита работењето и ќе констатира фактичка состојба кои се тие правни субјекти кои што работеле согласно закон, а кои се оние правни субјекти кои што не работеле согласно закон и го злоупотребиле или го изиграле законот. Но сето ова кое што се случуваше изминативе денови има за цел да покажеме дека нема компромис со неправдата, нема компромис со беззаконието, дека беззаконието мора да се совлада, дека никој не е над законот и дека Министерството за внатрешни работи со сиот свој капацитет кој што го поседува и човечки и институционален ќе се справи со предизвиците кои што ги има и кои што
доправа ќе следат. Само сакам да испратам порака до сите оние кои што одлучиле дека криминалот е исплатлива работа, можеби тоа било така некое време во други околности со друга политичка констелација, но денеска криминалот не се исплати, ќе бидете пронајдени и ќе бидете жестоко казнети сите вие кои што мислите дека криминалот се исплати како професија. Ви благодарам и уште една порака до македонските граѓани, ви благодарам на поддршката. Ние она кое што можеме да го кажеме е дека ќе продолжиме да се бориме против организираниот криминал, против корупцијата, но и против било каква форма на криминал. Ете, сите видовме како изгледаат 40 тони марихуана. Спакувана, скоцкана во кутии и наредена во хангар. Не знам дали забележавте дека во тоа хангарот има уште многу место, кои веројатно го чуваат за останатата дрога што ќе се запленува. Според очекувањата, бројката може да порасне до над неверојатни 100 тона. 100 тони дрога, конвој на камиони, специјалци, инспектори, обвинители. Боже Господе, Македонија навистина почна да наликува на оние наркодржави од Латинска Америка. До сега само таму имаме видено како се запленуваат 100 тона дрога. Ни недостасуваат само уште славните зборови на најголемиот наркобос Пабло Ескобар, пари или олово. Зборови со коим се обрекал на сите оние на кои им нудел или пак изнудувал соработка. Демек понудата или ќе ги земете моите пари или ќе добиете курш. Најде да почнеме од почеток. Според мене, целата оваа приказна, која еве сега завршува со тони и тони запленета марихуана, мислам дека почнува со доаѓањето на новата власт. Како што знаете, веднаш по преземањето на власта имавера, новата влада влезе во отворена војна со наркокартелите во Македонија, кои цветаа за време на владењето на СДСМ и ДУИ. Да не ве подсетувам на филмската екзекуција во Шишабар во Скопје или оние неуспешни обиди за убиство на наркобосот Штекли. Не само што цветаа картелите, туку пропаѓаа и сите оние обиди правени под силен меѓународен притисок за расчистување со овие групи во Македонија. Го памтите скандалот во Сарај, кога големата полициска акција, наводно нарачана од фамозната американска агенција за битка против дрога DEA, целосно пропадна поради тоа што картелот преку полициски доучници дознале дека доаѓа рација. Па го расчистија теренот пред тие да пристигнат. Се шпекулираше дека работата отишла дотаму, што DEA дури и стационирала своји агенти во Македонија и барала тие да водат акција со од нив специјално одбрани полициски тимови. Баш како во филмовите или во познатата серија Наркос на Netflix, ако сте ја гледале. Но со доаѓањето на новата власт работите се сменија. Низ повеќе акции, заплени, апсење и слично, беа речиси растурени двата поголеми картели во Македонија, како Грчец и Беланоца. Дури и се уапсија актуелни бивши полицајци, за кои постоеше сомневање дека работеле за картелите. Така што картелите можеби не се скрос растурени, но барем беа натерени да се закопаат длабоко и да се кријат. Тоа индиректно создаде вакуум на наркопазарот. Нарушени беа сите рути за движење на дрогата и милионските суми на кеш. И сега дали овој удар врз Беланоце и Грчец имаат врска со сегашната заплена на марихуаната, не знам. Но нормално е човек да се прашува дали овие, кои во наводници легално произведуваат канабис за медицински цели, а всушност ги користат лиценците за да шверцаат тони и тони марихуана во странство, мораа да се свртат кои нови дистрибуитери, кои можеби и не се толку искусни. Па така се случи скандалот во Србија, кога во голема акција на нивната полиција во регионот на селото Конјух, кај Крушевац во централна Србија, беа запленети 5 тони дрога. Во извештаите се вели дека марихуаната била набавена во јануари од Македонија, а истата ја транспортирала организирана криминална група што дејствувала на меѓународно ниво. Српската полиција ја оцени заплената како најголема во историјата на земјата, а вредноста на дрогата се проценуваше на 7 до 10 милиони евра. Меѓу уапсените, како што знаете, и србинот Иван Драгники, кој има фирма за канабис во Скопје, односно е косопственик со уште тројца срби. Станува збор за фирмата Алпха Фарм Груп, која е основана во 2023 година со основна главнина од нешто над пола милион евра. Компанијата е регистрирана за одгледување и преработка на зачински, ароматични и лековити растенија за фармацевтска употреба. Од податоците на Централниот регистар пак се заклучува дека на фирмата не ја одела толку добро, бидејќи работела со загуби. И тука со овој случај се отвара Пандорината кутија.
Нашето МВР веднаш го запали алармот и тивко, без многу помпа, почна работа на терен. За разлика од нив, српскиот пиар тим на СДСМ и Филипче се фатија како слеп за стап и почнаа со нивното власта да одговори како 5 тони дрога ја поминале границата. Како да не доразмислија докрај дека со своето гракање веројатно ќе си наштетат сами себе си, затоа што поголемиот дел од бизнисот со производство на канабис е во рацете на луѓе кои се блиски до опозицијата или нивниот поранешен председател. Имено, иако се уште нема уапсени и осомничени, владеачката партија, но и дел од медиумите истражија дека дел од фирмите кои се под истрага се блиски до екс-лидерот на СДСМ Зоран Заев. Овие количини се запленети од компании со лиценци за производство на канабис за медицински цели. Токму оние лиценци кои беа издавани во времето на Заев и Филипче, околу 70%, односно околу 30 тони од запленетата марихуана, потекнуваат од фирмата ЦБД Медплант од Ново село, компанија која во јавноста се поврзува со лица блиски до СДСМ, Зоран Заев и Венко Филипче. Основач на фирмата е Христијан Котев, син на Тони Котев Мгчев, поранешен председател на општинскиот одбор на СДСМ во Ново село и човек близок до Заев. Лиценците за производство на канабис во тоа време не се издавале според јасни и строги критериуми, туку според партиска и лична близкост со СДСМ, Заев и Филипче, обвинија од ВМРО ДПМН. И до некаде има логика. Имено делумната легализација на марихуаната и производството на канабис за медицински цели, како што знаеме, беше проект, односно чедо, на Зоран Заев. Токму неговата влада, во која министер за здравство беше сегашниот партиски лидер Венко Филипче, беше таа што го доотвори пазарот и ги делеше повеќето лиценци. Широката легализација ја представува како револуционерен чекор кој ќе ја модернизира Македонија, ќе донесе нови вработувања и милиони евра. Демек Скопје ќе стане новиот Амстердам. Па зарем не го памтите и Биг Майк? Владата не се фали со средбите на потенцијалниот инвеститор во галопирачки растечкиот бизнис со канабис Майкл Страумитис, познат како Биг Майк. Но наспроти молкот на владата, чии функционери никогаш не забораваат да посочат оти биле транспарентни, видео на кое се прикажани премиерот Заев и министерот Филипче на маса со кралот на канабисот, како што самиот се нарекува, на Инстаграм објави Биг Майк. Тој во постот пишува оти ќе ја спасел земјава, а најави и 40.000 вработувања. Канабисот може да биде долго очекуваната шанса за оваа земја. Со околу 40.000 нови вработувања по легализацијата, ова е навистина голема можност за земјата ако тоа се направи онака како што треба. Затоа разговарав директно со премиерот за фер лиценцирање на канабисот, ама и за креирање на чист пат до европскиот пазар. На прашање на Алфа, зошто владата решила да молчи за ваквите средби, премиерот Заев се правда. Посочи оти штом дозволил да го снимаат, очекувал дека некаде ќе биде објавено. Но зарем јавноста треба да дознава за инвестиции од надвор? Контраверзниот Биг Майк, кој повеќе од една деценија има живеено во бегство со 7 лажни идентитети, на социјалните мрежи денес активно пропагира многу повеќе од медицинска употреба на канабисот. Во неговата биографија, што може да се најде и на социјалната мрежа LinkedIn, ама и во голем број на интервјуа на познати странски веб страници, се наведува оти неговата компанија Advanced Nutrients е водачка за продажба на хранливи продукти од канабис, а е присутна во 93 земји во светот. Но секаде пишува и оти бил гонет за нелегално одгледување, а успеал да избега со лажни документи. Тој го контролира одгледувањето на повеќе од 1.000.000 садници на марихуана, бил гонет од федерална потера од DEA, Агенцијата за наркотици на Америка и американските маршали. Откако нелегално засадил садници во Калифорнија со фалсификувани лични документи, успел да побегне во Канада. Скоро една деценија живеел под неколку различни идентитети, донел повеќе од 50 првокласни вида на марихуана во светот. Биг Майк не им е непознат на македонските фирми што произведуваат канабис. Дел од нив дури купуваат ѓубриво, токму од неговата фирма. И јас ги користам неговите минерални ѓубрива се број 1 во светот. Не во Европа, во светот се број 1. Јас ги користам и ги гледам резултатите од неговите минерални ѓубрива. А знам дека одгледуваат на големи површини. И додека бизнисменот познат како Биг Майк сериозно размислува како со помош на канабисот да ја спаси земјава, македонските фирми што се бават со производство на канабис за медицински цели алармираат за законски измени, за да не пропаднат и да не завршат со клуч на врат. Нивните барања се многубројни.
Клучна им е дозволата за извоз на цветот канабис која ќе биде дефинирана со закон, но не им се допаѓа обврската да приложат банкарска гаранција од 1.000.000 евра, ама и уплатата од 10% од годишната добивка на посебна сметка. Ова се само дел од забелишките што јавно ги споделија од Сдруженијето Мак Канабис во однос на предлог законот за одгледување канабис за медицински цели. Заев и Биг Майк пат до европскиот пазар најдоа. Ама кој пазар? За медицински канабис или за шверц на марихуана? Ако памтите, дури и законите за марихуаната го носеа со европското знамец. Значи, двајцата пионери во овој бизнис, Заев како премиер и Филипчек како министер за здравство, во 2019 година на највисоко државно ниво го гостија контраверзниот американски бизнисмен Майк Штрауметис со прекар Биг Майк, познат како еден од поголемите производители на канабис во светот, наречен кралот на марихуаната. Видовте Биг Майк воодушевен од самиот факт што доживеал пречек на највисоко државно ниво, тогаш на Инстаграм самиот си објави фотографии и видеа за средбите со Заев и Филипче. Да не се пофалеше, немаше ни да дознаеме за средбата. Но по се изгледа им успеа од Македонија да направат центар за марихуана. Еве доказ се 5 тони во Србија, 40 тони кај нас и очекувањето дека бројката ќе стигне дури до 100 тони. И не е само средбата со Биг Майк. Нови бомби, но овој пат за власта предводена од ДУИ и СДСМ. Високи македонски функционери и припадници на МВР биле вмешани во шверц од дрога и наркотици, објави албанската телевизија Ора Ньюс. Од медиумот вела дека за скандалот до нив пристигнале неколку аудио снимки кои содржат разговори на функционери од највисоките ешалони на власта во Македонија. Иако таму се уште ги немаат објавено снимените разговори, тие биле поврзани со шверц и нелегална трговија со наркотици. Лицето кое ги поседувало аудио снимките за Ора Ньюс истакнало дека првично го информирал Трајче Заев, човек кој има исто име со братучедот на поранешниот премиер и председател на СДСМ Зоран Заев. Откако тој ја слушнал снимката, наводно му одговорил со кодирана порака. Мислам дека би била многу позната книга кога би била објавена. Според мене оваа книга треба да има што помала публика, но секако дека зависи од вас. Ајде да договориме уште една средба следната недела. Трајче Заев пред нешто повеќе од година беше поврзан со акцијата на американската ДЕА, кој во соработка со македонската полиција на плетвар за пленија дрога вредна 800.000 евра. Братучедот на Заев се поврзуваше со скандалот преку наводната вмешаност на неговиот личен шофер Александар Ушликовски. Во официјалното соопштение на МВР за акцијата, тогаш информира дека при претрес на лицето со иницијали АУ во стан во Скопје било пронајдено поголемо количество оружје, муниција, гранати, барут и делови за оружје. А при претрес извршен на стан во Битола беа пронајдени 13.600 евра и 50.000 денари, колекција луксузни часовници, како и документација за фабрики за производство на марихуана. А во моментот додека траеше полициската акција, братучедот на Зоран Заев беше во Обединетите Арапски Емирати. Инаку според информациите на албанската телевизија Ора Ньюс, во аудио снимките за шверцот со наркотици каде биле вмешани високи функционери од коалицијата СДСМ ДУИ, а и познати имиња од МВР, наводно можело да се слушне како тие директно интервенирале за да спречат операција превземена од странски агенции. Ова е прилог од 2023 година. Значи, обвинувањата на познатата албанска телевизија е дека високи функционери од тагашната владеачка коалиција во Македонија директно интервенирале да се спречи операција против шверц за дрога превземена од странска агенција, веројатно DEA. Во приказната повторно се спомнуваше оваа американска агенција и тогаш прстот телевизијата го впери кон Трајче Заев, братучедот на поранешниот премиер Зоран Заев. Колку што мене ми е познато, Трајче Заев никогаш директно не ја демантираше приказната на албанската телевизија. Дел од медиумите дури шпекулираа дека ова и сличните афери го натерале Трајче да го напушти Зоран и со семејството да се пресели во Виена. И видете, сето ова се случува далеку пред сегашната афера со марихуана и додека власт во Македонија, како што знаеме, се токму СДСМ и ДУИ. И да се разбереме, нема ништо спорно во тоа една власт да сака делумно, па еве дури и целосно да ја легализира марихуаната. Дали само за медицински цели или за рекреативна употреба. Научно е докажано дека употребата на масло од канабис во медицински цели им помага на милиони луѓе низ светот. Па дури и кај нас маслото им има помогнато на поголемиот дел од луѓето кои вистински ја користат за медицински цели. И ова што сега се случува нема врска со дебатата дали во Македонија треба да се легализира марихуаната или не. Туку со фактот дека во последниве години Македонија се соочува со еден феномен што не е нов кај нас. Значи имаме законски воспоставена индустрија, која во практика се користи за незаконски цели.
Легалната рамка за медицински канабис, ете со лиценцирани компании, комисии, инспекции, на хартија изгледа како примен за современ и регулиран пазар, но кога ви се појавуваат случаи како државата запленува ете стотици тони марихуана, поврзана со фирми кои патем имаат легална лиценца, прашањето е можеби не е само криминално, тоа е институционално. Како е поставен системот? Дали контролата еве досега ја држала државата или некои паралелни структури? Формално Македонија нели воспостави законска рамка за медицинскиот канабис. Лиценци, комисии, подзаконски акти, инспекции, на хартија све легално и институционално. Но цело време се појавуваат случаи во кои легални фирми се поврзуваат со нелегални канали. Тогаш прашањето повеќе не е дали некој ја злоупотребил регулативата, туку дали регулативата од самиот почеток е намерно поставена фалично и функционирала паралелно за нешто друго. Според мене проблемот е како владата на Заев го постави системот. Ке ви признам дека не сум експерт во оваа област и не ги знам во детали сите закони и правилници, но од она што прочитав, системот кај нас е фалично поставен. Тој само ја отвара вратата за нелегален бизнис и шверц на дрога. Имено, колку што ја знам, производителите на масло од канабис кај нас може да го одгледуваат растението, од него да го извлекуваат маслото, но не смеат да го користат или продаваат цветот. Во исто време нејасни се докрај правилата за одгледување на растението, како и неговото складирање и чување. Дозволата да имате растенија, да не можете да го продавате и цветот, е како покана за шверц. Тоа е како да дозволите да се одгледува тутун, да може да се користи никотинот, ама да не смее да се продава како тутун, како цигара или како пура. Нормално е некои од тие што одгледуваат да се стават во искушение тој дел од растението да проба да го продаде. И бидејќи Македонија е мал пазар, нормално е оние тони и тони марихуана од магазините да се го најдат патот надвор од границата. И не е само мое тврдење или нешто ново. Самата влада на Заев дури јавно нели се закануваше дека ќе стави крај на трговијата со дрога. Дури не убедуваа дека и посебна комисија ќе формираат. Декларативно да, но во пракса не. Владата предводена од Заев уште во 2017 се борела со шверц на дрога, но само на хартија. Тогашниот владен кабинет кој уште на самиот старт реши да се зафати со законски олеснувања за одгледување канабис во медицински цели, формирал меѓуресорска државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги, но освен дека е формирана јавноста за ова тело не слушна ништо повеќе. По големите заплени на засега повеќе од 40 тони марихуана, оваа комисија ќе се активира речиси една деценија подоцна. Владата ќе ги именува членовите на меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги. Напоменуваме дека од 2017 година, откако е формирана комисијата, истата воопшто не била активна и нема резултат. За таа цел, владата во иднина ќе бара редновни извештаи. Инаку според Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, ова владино тело е главен стратег во борбата против злоупотреби на дроги. Според законски пропишаното, низината улога е стратешка, таа не брка дилери по улиците, туку креира политики. Комисијата ја развива националната стратегија, која координира системот за собирање паратоци и се грижи за спроведување на меѓународните конвенции. Формирана е со одлука на владата на 22 август 2017 година со подпис на тогашниот премиер Зоран Заев. Меѓуресорската комисија е составена од по еден представник од Министерството за правда, МВР, Министерството за здравство, Министерството за локална самоуправа, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за надворешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за финансии, Царинската управа и Агенцијата за млади и спорт. Но сега, не само на хартија, владата влегува во решителна битка со нелегалното производство, шверц и пуштање во промет на опојни дроги. Донесена е одлука да се влезе со контроли кај сите фирми кои имаат лиценца за производство на канабис во медицински цели. Владата ги задолжи институциите во рамките на своите надлежности да ги преземаат сите законски утврдени мерки и активности и да извршат вонредни контроли на сите правни лица кои имаат одобрение за одгледување и производство на канабис за медицински цели на целата територија на Република Северна Македонија. И во рок од 45 дена да достават извештај до владата.
Инаку најголемиот број на компании регистрирани за оваа дејност се во периодот на 2021 и 2022 година, кога Заев ја туркаше легализацијата како голема економска шанса, а државата без доволна контрола дозволуваше ширење на плантажи, често без јасен трак каде завршува произведениот канабис. Според медиумите, но и денешната владеачка партија, многу од овие фирми се поврзани на еден или друг начин, токму со семејството Заеви. Епа сега нека му е мислат Заев и Филипче. Комисијата конечно ќе се зафати со работа. И да се прашувам јас, би се вратил ретроградно, да видим уште на времето кој што правил. Затоа што еве на пример, уште во 2021 година, значи во екот на владењето на СДСМ-ДУИ, нивната акција за легализација, во извештајот на глобалната иницијатива против транснационалниот организиран криминал, се тврди дека дел од канабисот кој легално се произведува за медицинска употреба во Македонија, завршува на црниот пазар. Во извештајот се подсетува на неколку случаи на кражба на канабис од магацини на лиценцирани компании, меѓу кои оној од декември, не знам која година точно беше, кога 2 тони канабис беа украдени од складиштето на компанијата во селото Јосифово близу Валандово. Извештајот го анализира целиот нелегален пат на дрогата, од Западниот Балкан до Централна и Западна Европа, а како посебен регион од интерес е издвоен источниот дел од Македонија. Во однос на Македонијата се тврди дека источниот дел вклучува жешки точки, каде наркотиците доаѓаат од Бугарија, хероин и синтетички дроги, од Благоевград во Делчево, а канабисот оди во обратна насока. Преку Струмица во Грција се пренесува канабис и хероин, а кокаинот оди во двете насоки. Клучна точка бил Велес, затоа што се наоѓал на патот кој оди од исток кон запад, како и на коридорот 10 кој оди од север кон југ. Шверцот на дрога од размери какви што има на Западниот Балкан е можеби само во дослух со државни структури. Ова заедничка економија опфаќа корумпирани гранични службеници кои гледаат настрана на клучните премини, полицајци кои го игнорираат па дури и се вклучени во шверцот. Исто така може да вклучува и политичари кои ги штитат клучните играчи за процент од бизнисот. Фактот што има релативно малку заплени на дрога во регионот сугерира или небрежност или корумпираност кај силите на редот. Наведуваат авторите на извештајот и тоа уште во 2021 година. Сега јасно ви е, клучна реченица за мене е политичари кои ги штитат клучните играчи за процент од бизнисот. Ајде да видиме кои политичари го штитеа бизнисот. Беше еден од главните приоритети на владата на Зоран Заев, кој требаше да ја револуционализира употребата на марихуаната во медицински цели, да не направи модерна и напредна држава и на крајот дури и да донесе милиони евра во економијата. Но наместо сето ова, самиот систем бил така поставен што Македонија ја претвори во наркодржава која повеќе наликува на Колумбија од 80-тите години од минатиот век, отколку на европска држава, налик на Холандија. Наместо производство на медицински канабис кој требаше да им помогне на граѓаните, посебно на тие со тешки болести, се отворија вратите за сериозни злоупотреби, од кои резултатот се запленетите 40 тони марихуана, количина која можно да се зголеми најмалку двојно. Токму во периодот кога Заев ја туркаше легализацијата како економска шанса, бројот на фирми со лиценци за одгледување нагло порасна. Во 2021 и 2022 година се регистрираат најмногу компании, а државата без доволна контрола дозволуваше ширење на плантажи, често без јасен трак каде завршува произведениот канабис. Според медиумите, но и денешната владеачка партија, многу од овие фирми се поврзани на еден или друг начин токму со семејството Заеви. И да обезбедиме декриминализација и депенализација на канабисот за мали количини за лична употреба. Бидејќи, точно е тоа што го зборуваат активистите од граѓанскиот сектор. Не е во ред некој да оди во затвор затоа што користел половина грам природен канабис за лична употреба, во време кога веќе на секаде низ светот оваа билка станува легална и за медицинска и за економска дејност. Но наместо легализација, за што се залага издруженијето Билка, адвокатот Јанаки Митровски вели дека во обидите за измени во законот имало сериозни индиции за фаворизирање на поединци. Сите измени, два пати имаше обид, и тоа последниот пат беше на минута пред избори, пред да се распушти парламентот, 2020 изборите, тогашното владеачко мнозинство на СДСМ се обиде да протурка измени скандалозни, 1 милион евра за лиценца, гаранција не баре казино, секакви услови за да може да го, по моје мислење, да го отежни, односно да ја исчисти конкуренцијата и само една
фамилија се знае на која алудирам да може да се занимава со тој бизнис. По серијата претреси, заплени и сомнежи за шверц на марихуана во регионот, прашањето повторно се отвори. Дали проектот најавуван како револуционерен, кој требаше да донесе приходи, работни места и медицинска корист, всушност ја стави Македонија во центарот на балканскиот наркопазар. Наместо Холандија, картелска Колумбија. Да се разбереме една работа, нели реков, проблемот не е во тоа дали марихуаната треба да се легализира или не. Не станува збор за тоа. Туку кој го поставил вака фалично системот за да некој друг може да го злоупотребува и да се завладее целосно со шверцот на дрогата. Така што мислам дека токму ваквиот нејасен начин на складирање и чување на марихуаната е причината што уште можеби нема уапсени. Премиерот најави дека најверојатно Филипче е еден од министрите кој потпишувал правилници со кои се дозволува производство на марихуана која не може да се користи за медицински цели. Не само тоа, владачката партија обвини дека Заев и Филипче биле виза за добивање лиценци за одгледување на медицински канабис. Според нив, познанството со тогашните функционери било клучен фактор за стекнување дозвола, а правилниците биле прилагодувани спротивно на законот. Па дури пратеникот Петрушевски тврди дека концентрацијата на фабрики во Струмичкиот регион и обидите за поширока легализација отвараат сериозни сомнежи за начинот на кој се водела оваа политика. Според него, правилникот за одгледување канабис не бил во спротивност со законот и со тоа цветовите од марихуана не ги исполнувале стандардите за медицинска употреба. Затоа сега и се влегува во секоја компанија што произведува масло од канабис, за да се провери кој што правел. Ова не значи дека сите производители се шверцери. Добар дел од фирмите си работат по сите правила и навистина произведуваат само масло, од кое голем бенефит имаат голем број македонски граѓани. Но веројатно има и голем дел од нив за кој медицината е само изговор за шверц и млатење на милиони и милиони евра. За нив допрва ќе дознаваме и детали и све откако полицијата и обвинителството ќе се завршат својата работа. И сега, додека тие си шверцале дрога и од Македонија правеле наркодржава, наз во тој период ни приредуваа шоу наречено Чарлиеви ангели. Вашиот став во однос на прислушуваните материјали, како што разбираме, дека самиот материјал што СДСМ го пушта на прес не може да биде доказ. Не може да биде. Тоа е вербален деликт, не постои. Тие стана доказ, не само индиција за, бидејќи така беше првата формулација, да се индиција па да се најдат докази и да се работи потенцијално и од криминал. Но со една одлука на апелационен судија, така е, така беше... ете, тие апелациони суди, еве видовме подзидови што имаат. Значи, затоа викам, требаше да се спреми терен, да све се прифаќа што специјално ќе измисли. Значи, луѓево работаа незаконито. Излегувам од канцеларија, гледам Зоран Заев и Шеќеринска, така на колена нешто со некои папири. 29.12.2015 година, демек ќе славиме ние од специјално нова година. И демек не мораме не да не доаѓаме на работа на 30, него не мораме. Кој тоа го вика? Катица. Вика утре не мора да доаѓаш. Не мора, да. Кај мене нема не мора. Или се иде на работа, или не се иде на работа. Пошто рече не мора, јас нормално си отидов на работа. Влегов во мојата канцеларија, почнав да читам тамо предмет, нешто што имав што во работа. И колку ли беше 9-9:30, така нешто, сакав едно кафе да направим. И значи имавме нашето кујна и отидов да земам кафе. Излегувам од канцеларија, гледам Зоран Заев и Шеќеринска, така на колена нешто со некои папири. Гледам Ленче, Фатиме, беше Лиле и Гаврил. Сега викам луѓе, што прават овие овде? Значи, ни господа, ни не господа, што бараат да влезат во обвинителство, ни шефот на обвинителство не е тука, ниту останатите обвинители не се тука, што бараат овие двајца тука. Вика пак, Ленче, вика, ги донеле материјалите. Викам, молим. И викам, кој ќе пишува записник за примопредавање и како ќе ги примите кога шеф не е тука. Но очигледно овие четворица беа шефови. Па вика, нема да пишуваме записник за примопредавање. Значи, држава паѓа, цел свет
слуша муабети што Зоран Заев мафта низ плоштадот, во обвинителство се внесуваат без записник за примо предавање. Нечувено и не смее да се случи. Вети дека нема да го вклучи во предмет? Тоа беше лов на вештерки. Треба да се создадат услови да се врши притисок на сите судии, што да напишат глупо, за тоа мора да помине. Ова е само мал дел од се што кажа обвинителката Кадрил. Премногу работа има, ама ако ви пуштам видео од секоја посебно, буквално ќе треба да ја репризирам целата емисија на колегата Богдан. Така што кој сака да го проследи целото интервју, слободно нека отвори на YouTube каналот на Алфа и таму нека го изгледа цело. Верувајте, вреди. Во исто време, мислам дека е срамота што освен некој од интернет порталите речиси никој не ги пренесе главните обвинувања, кои верувајте се скандалози. Знам дека повеќето знаеме како функционираше тоа специјално обвинителство, каде заврши фамозната Катица Јанева и слично. Но сега станува збор за сведочење, која не доаѓа од било кого, туку од обвинителка која директно била сведок на нив. Била дел од фамозното СЈО, се додека не била изфрлена од и не била во наводници тимски играч. Значи, сведоштвото не доаѓа од некој политичар, припадник на партија, новинар или уште повеќе некој кој бил обвинет или бил жртва на СЈО, туку од обвинител од нивните редови, кој патем бил одбран и предложен од самата Јанева. И тоа не го кажува анонимно, туку јавно пред очите на целата држава пред камери. Нејзината приказна целосно ја отсликува состојбата во која се наоѓа македонското правосудство. Посебно актуелното обвинителство, каде конците се уште ги држат главните луѓе од СЈО, со исклучок со Јанева, нели? И нема да ја брана, но не може само таа да оди курбан за тортурата која вршеше тогашното СЈО. И не знам од каде да почнам, но еве ќе се обидам во кратки црти да кажам, барем според мене, кои беа главните поенти од интервјуто. Додиме со ред. Значи, вели, Јанева го екипирала СЈО, освен од нарачките на Заев и веројатно од притисоците или сугестии од некои тогашни дипломати, советување за многу високи примања, плати, додатоци и други приходи, што законски, што незаконски. Од тоа што го кажа, значи, месечните примања на еден специјалец би биле околу 4000 евра, неколку пати повеќе од председателот, премиерот и министрите, а да не споредуваме со платите на останатите суди и обвинители. Предметите од обичното обвинителство се примале со пријави напишани на послуче, колку да има некој број, а внатре празно. Вистинските материјали ги примиле цели 3 месеци од како се формирало СЈО. И тоа како ги примиле прислушкуваните разговори според Кадрил. Се појавила на работа, сама раскажува кога не требало и таму што да види. Заев и Шекеринска клекнати буричкаат по материјали. Јанева не ни била таму, ама затоа биле присутни четворицата јавачи на СЈО. Гаврил Бубевски, Фатиме Фетај, Ленче Ристовска и фамозната Лиле Стефановска. Катри утврди дека Јанева само е интересирало да се слика, додека вистинската моќ била во рацете на овие четворица. И кога видела дека нема записник, што е само по себе скандалозно, нели заминала. Тврди дека Ристовска и компанија биле воодушевени од присуството на Заев. И не бил само Заев. Чести гости во СЈО биле неговите адвокати, кои веројатно ургирале за некој случај или пак за случајот пуч, предмет кој всушност е за прислушкувањето, а главен осомничен беше Заев. И од тоа не видна ништо. Како што знаеме, СЈО го отфрли предметот. И не биле само Заев и неговите адвокати. Доаѓал и човек, советник на тогашниот прв човек на полицијата, Оливер Спасовски, така се представувал, кој давал насоки кој, каде, како да се гони или да се додава во некоја истрага. Потоа Бубевски бил тој што палел и гасал. Според Кадрил, самиот велел дека без тој ништо не може да се случи без тој да дозволи. Спомена ситуација дека на колегиуми со станоци некој му звонел на телефон, ќе излезел и кога ќе се врател делел инструкции како да постапува. Кадрил илустративно раскажа дека имал дури 4 телефони со себе. И можеби клучното. Се вршеле притисоци врз судии да судат по нивни терка. Ги терале да ги примаат материјалите, односно разговорите како доказ, иако тоа е спротивно на закон. Пред се затоа што слушнавме, нема записник како се примени и слично. А како најскандалозен пример, што го посочи тој на поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Имено тој не дозволувал на специјалциве сами да си земаат и оставаат што сакаат од доказите. Им велел тука во судот, гледајте, копирајте, заверувајте копии, но оригиналите остануваат тука. Кадрил утврди дека поради ова и други работи морале да му смислат начин да го трнат и му го смислиле случајот со така наречениот АКМИС.
Луѓе, судијата Панчевски одлежа затвор за ова и сега излегува дека целиот случај бил измислица, исто како и случајот Тенк, за кој се вршеше буквално тортура врз екс-министерката Гордана Јанкуловска, кој исто така одлежа затворска казна. Го спомена и случајот Нешковски. Тоа беше лов на вештерки, вели Кадрил. Обвинителката изнези и низа други пикантерии од типот дека на разговорите на англиски стоело calls, наместо да стои на македонски разговори. Дека фамозната обвинителка Стефанова барала посебен простор и апартман со кревет за себе. Дека ја избркале од СЈ дека не била тимски играч. Дека намерно се меселе спецификации за набавка на возила, за да тие мора да се купат од еден дистрибутер, односно другите да отпаднат во игра. И од се ова, ќе повторам, само се главните поенти. Има уште многу. Зборувам само за тоа што моите очи виделе и моите уши слушнале, заклучи Кадрил. Од целото интервју и од најзиното сведочење можеме да заклучиме дека СДСМ и СЈ правеле што сакаат. Ни закон, ни правда не ги интересирало. Газеле се пред себе за да ја остварат политичката цел. Сите од списокот на ЗАЕФ и СДСМ, сите кои се непослушни, од обични луѓе до бизнисмени, политичари, да бидат обвинети и осудени. Велам и обични луѓе затоа што на списокот имаше и граѓани кои нема врска со тогашната власт, со ВМРО ДПМН или со било кого. Едноставно не биле дел од структурата на СДСМ. Гледаме и дека судии ги затварале очите, молчеле и суделе како што ќе им се сервира. А дел од нив и денес го прават тоа. Знам дека повеќе сме слушнале за начинот на кој делуваше СЈ, но луѓе, сега имаме директен сведок, човек кој лично сведочи, кој раскажува тоа што и се случувало пред очи. Ова нејзино сведоштво е едно од најсериозните и најдиректните откритија за тоа како се злоупотребувал правосудниот систем. Некои ќе кажат, ајде што молчала до сега ова што сега го правија чист сензационализам. Не, драги мои, тоа е инсайдерско сведоштво од човек кој бил дел од тој систем, а бил избркан од и не сакал да учествува во тортурата и башибозлукот. И не само тоа, реков пред малку, ова е слика и прилика за состојбата во која се наоѓа нашето правосудство и денеска. Да не се чудиме после од каде илјадници или стотици илјади евра скриени внатре под зидови. СЈ е само пример. Па истите тие луѓе, посебно тројцата од четворицата јавачи на СЈ, Бубевски, Фета и Ристовска, се уште имаат моќни функции во сегашното обвинителство. Ристовска па уште и се кандидирала за нов државен јавен обвинител. Не и помина за Страсбург, па сега сака тука главна да биде. Оваа тројка, според сведоштвата и на други обвинители, се уште палат и гасат во сегашното обвинителство. Тоа што е најсимптоматично е што никој од споменативе не се дрзна да излезе во јавноста и да демантира нешто конкретно, освен Бубевски кој се појави со пишан демант, во кој општо демантира се, ама најмногу се задржува на пикантеријата дека немал 4 телефони. Се јави обвинителката Јосифовска, ама ете јас неа ни споменав овде, затоа што мислам дека останативе се тие што навистина палат и гасат. Интересно е што молчат и ЗАЕФ и Шекеринска. Додуша ЗАЕФ се појави со демант, ама за да се правда за бизнисот со марихуана, не за тоа што изгледа лично учествувал во уништувањето на стотици човечки судбини. За тоа ништо, молк. И сега се поставува прашањето што понатаму. Актуелното обвинителство да прави обдукција на мртвото СЈ, 11 години по неговото формирање и 6 по неговото згаснување, специјалните обвинители сега треба да станат предмет на истрага на своите обични колеги или сами себе да се истражуваат. Како да не? Па само погледнете. Од сите овие обвинувања, од сите овие години, само за едно имаше истрага, а тоа е начинот на кој специјалциве потрошија милиони и милиони евра народни пари за ништо. И како заврши таа истрага? Обвинителството за гонење на организиран криминал донело одлука да нема истрага за бонусите на СЈ, одлучиле уште во август, но не објавиле, иако случајот подолго време е во фокусот на јавноста, бидејќи станува збор за потрошени 4,6 милиони евра народни пари. Одговорот на обвинителството е идентичен како првиот пат кога ја запреа постапката, односно одлучиле дека нивните специјални колеги не направиле кривично дело со тоа што самите на себе си поделиле фантастични бонуси од 4,6 милиони евра. Постапувајќи по конкретниот предмет, имајќи ги предвид битијата на кривичните дела за кои беше поднесена кривичната пријава, јавниот обвинител Одојо Гок изврши целосна анализа на наводите и доказниот материјал во предметот и ценејќи ги сите докази и факти, кон крајот на месец август минатата година донесе решение за отфрлање на кривичната пријава, бидејќи пријавените дела не се кривични дела за кои се гони по службена должност.
Суспендираниот виш јавен обвинител Јове Цветановски, кој заврши на дисциплинска ден по одлуката да се истражуваат хонорарите на Јанева и нејзините Чарлиеви ангели, е изненаден од одлуката. Тој повикува надлежните институции јавно да го објават решението со кое е запрена истрагата, со цел јавноста да биде информирана за причините. Одлуката беше заснована на доказите кои што беа прибрани од нивна страна. Дали тие се повторно анализирани или за прв пат анализирани, дали од страна на ДЗР се повикани како сведоци ревизорите кои што го направиле извештајот, не знам. Затоа не може да коментирам, но само кратко дека основата е ист за отфрлање на кривичните пријави како што беше и претходно. Изненаден сум од одлуката, бидејќи ако се види содржината на решението и ако се разгледат доказите сериозно во таа истрага, не би рекол дека таква одлука би се дала. Предметот за бонусите исплатени во СЕО беше повторно на одлучување во обвинителството за организиран криминал, откако Вишото јавно обвинителство, постапувајќи по жалба, одлучи да се отвори истрага. Истрагата се однесува на додатоците на плата што ги добивале обвинителите и вработените во СЕО. Прашањето за законитост на овие исплати беше отворено по ревизорски извештаи, кои укажаа на незаконско делење на пари и предизвикаа сериозни реакции во јавноста. Случајот предизвика внимание и поради несогласувањата на вишиот обвинител Цветановски, шефот на Вишото Мустафа Хајрулахи со тогашниот републички обвинител Љупчо Коцевски. Хајрулахи обвинуваше за притисоци од страна на Коцевски токму за овој случај. Според него, суспензиите што ги добија двајцата обвинители се всушност желба на Коцевски да ги отстрани од овој случај. Во меѓувреме, поранешната обвинителка од СЈО, Лейла Кадриу, обвини дека специјалното обвинителство работело како штаб на СДСМ. Според неа, кај нив доаѓале високи функционери на СДСМ и се работело незаконски. ВМРО ДПМН го повика обвинителството да ги провери овие сведочења. Скандалозно, имате двајца обвинители кои се шиканирани токму поради притисоци за овој предмет, Цветановски, Хајрулаху, нели? И на крај обвинителството за организиран криминал и корупција не сака ни да истражува. На овие двајца, ако сега ја додадеме и Кадриу како личен сведок однатре, докази врие. Ама тоа не е доволно за обвинителството. Тие си заземале став дека нема елементи за кривично гоње. Па немојте ви се молам. Јасно е како бел ден што се случува. И искрено не можеме да кажеме дека сме скроз шокирани од деталите кои ни ги сподели Кадриу. За неправдата и уништените судбини на стотици луѓе од страна на Бубевски, Ристовска, Фета и Стефанова, кои делувале како врзани садови со СДСМ начело со Жаев и Секеринска. Сепак грозно беше да се слуша во каков тирански филм биле сите. Посебно Јанева, која нели се нарекувала девојка од $1.000.000. Како трошеле милиони евра, си делеле бонуси, си играле, да ми простите на изразот курташак со цела нација, која очекуваше правда. И гадно е да слушаме како истите им се легавиле на Заев и Шекеринска. Но луѓе, оваа работа мора да се расчисти. Не може да остане така. И тоа не ради реваншизам или освета, заради правда. За лекување на раните на сите оние кои биле жртви на она монструозно СДСМ, но и раните на целото општество. Цената што ја плативме сите како држава многу добро ја знаете. Од името, јазикот, културата, убаво знаете. Значи, прво мора да го ослободиме подитно обвинителството, но и судството од канџите на овие ликови. Потоа да се спроведе една независна, транспарентна и политичка истрага, која ќе ги покаже со име и презиме виновниците за оваа невидена корупција и злоупотреба на системот. Само така ќе можеме да продолжиме напред. Како беше? Нема правда, нема мир. И мислам дека тука е веќе време да ја завршиме оваа епизода на седница. Иако има уште теми кои сакав да ги коментирам, како на пример новата епизода од филмот наречен Трендафилов за лидер на опозицијата, времето не истече. Така што за него веројатно ќе зборуваме следната недела. Сигурно ќе имаме мотив. Така што толку за вечера. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.